Почитувани, владата предводена од ВМРО-ДПМН продолжува со конкретни мерки за унапредување на здравствениот систем, со јасен фокус на јакнење на медицинскиот кадар, примарната здравствена заштита и обезбедување поголема достапност на здравствените услуги за граѓаните. Како потврда за оваа определба, годинава за здравството се обезбедени рекордни повеќе од 1 милијарда евра, што представува најголема финансиска поддршка досега за овој сектор. Овие средства се насочени кон инвестиции во човечки ресурси, здравствени услуги, инфраструктура и медицинска опрема. Посебен акцент ставаме на младите лекари, затоа што без стручен и мотивиран кадар нема квалитетно здравство. Со одлуката за вработување на уште 300 приватни специјализанти до крајот на 2026 година, се прави значаен чекор кон решавање на долгогодишниот недостиг од специјалистички кадар во јавните здравствени установи. Ова значи сигурна професионална перспектива за младите лекари, повеќе специјалисти во болниците и клиниките и поквалитетна здравствена заштита за граѓаните низ целата држава. Затоа што вложувањето во младите лекари е вложување во иднината на македонското здравство. Покрај ова, владата го реализираше и историското зголемување на капитацискиот бод за матичните лекари по општа медицина и гинекологија, кои се зголеми од 75 на 100 денари, односно за 33%, додека за матичните стоматолози капитацискиот бод е зголемен од 61 на 75 денари. Ова представува директна инвестиција во примарната здравствена заштита и во матичните лекари, кои се првата и најважна алка во здравствениот систем. Со ова се создаваат подобри услови за работа, а воедно се поттикнува отварање на нови ординации. Продолжуваат и мерките кои директно го подобруваат пристапот на пациентите до современа терапија. Позитивната листа на лекови е проширена со нови терапии. Најпрво беа додадени 9 нови генерички лекови за лекување на кардиоваскуларни заболувања, депресија и деменција, а потоа листата беше дополнета и со 3 нови антикоагулантни лекови – еноксипарин, надропарин и ривароксибан. Со овие измени, пациентите добиваат поширок пристап и до современи и ефикасни терапии на товар на Фондот за здравствено осигурување, што придонесува за поквалитетно лекување и намалување на финансискиот товар за граѓаните. Почитувани, ВМРО-ДПМН покажа дека здравството се унапредува со конкретни политики, инвестиции и мерки. Инвестираме во младите лекари, го јакнеме примарното здравство, обезбедуваме поголема достапност на современи лекови и вложуваме рекордни средства во здравствениот систем. Продолжуваме со реформи и конкретни проекти, затоа што нашата цел е модерен, ефикасен и достапен здравствен систем.